Донесена одлука за давање согласно за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад. Во членот 1 со ова одлука се дава согласност на јавната здравствена установа Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија Скопје да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или посредува дозвола, односно поседува дозвола за собирање и транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, на движни ствари, опрема кои се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не може да се продадат или разменат како такви. Одлуката е донесена на 7, објавена во службен весник на 10 ноември 2023 година. Оваа одлука ќе биде поделена до сите членови на анкетната комисија и присутните медиуми. За мене, ваква експресна одлука на владата по прашање на онкологија не е донесена, иако владените материјали и одлуки за клиниката за радиотерапија и онкологија не се проследени. Ова е во најмала рака индикативно дека сака да се отстрани одреден или има можност да се отстрани одреден доказен материјал, како што се празните флашички за кои што зборуваше Нино Васев, па и сестрите за време на сведочењето, складирани во депо како доказен материјал дека е аплициран одреден медикамент. Впрочем, и во изјавите на последниот ден, 3.11, Нино Васев тврди дека и за пациентите кои што биле лекувани во друга јавна здравствена установа во рамки на оваа држава, дека барале од членовите на семејствата празните флашички по апликација на медикаментот, без разлика дали тој бил аплициран во Сисина или на друго место, да бидат вратени и депонирани во депото. Сметам дека за ова треба всушност да информираме јавноста преку медиумите, да се направи еден осврт на случувањата, зошто ваква експресна одлука за собирање на се што е во депото на јавната здравствена установа за радиотерапија и онкологија. Експресна одлука на владата, повторувам, експресна како што не е донесена досега и која што е во најмала рака индикативна дека се собира доказниот материјал кој што може да биде уништен или секако ќе биде уништен.